Добар ден, почитувани, стартува магазинот за родителство, за практично родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Бебињата и малите деца тешко ги поднесуваат високите температури. Што можеме да преземеме во предстојните летни месеци за да создадеме услови да се чувствуваат што попријатно? Воедно, кои се најчестите ненамерни родителски грешки кои што го доведуваат во опасност здравието на нивното бебе, односно дете, кога температурите се многу високи. Денеска на оваа тема ќе зборуваме со гостинката што со мене во студиото на Телма, доцент доктор Наташа Најдановска-Луловска, специјалист по педиатрија, неонатолог во Аџибадем Систина. Докторке, добре ни дојдовте. Добар ден, добро ве најдов. Чест ми е да бидам гостин во оваа емисија и малку да помогнеме некои дилеми да се разрешат кај родителите и кај бабите и дедовците секако. Има бројни дилеми за разрешување, имаме и убав термин денес кој што се надевам дека ќе го искористиме со многу совети и препораки поврзани со високите летни температури кои што ни предстојат, иако и сега не се воопшто ниски температурите и здравието на малите деца. Вела дека децата кога се изложени на високи температури, пред се новороденчињата, бебињата брзо дехидрираат. Зошто се случува тоа? Така. И новороденчињата и сите во периодот на младото доенче имаат тенденција за брзо дехидрирање на високите температури. Има неколку механизми зошто е тоа така. Едниот е бидејќи терморегулациониот центар се уште не е доволно созрен кај бебињата, колку се тие по предвремено родени или колку се тие по мали во возраст, толку по незрел е терморегулациониот центар и не можат самите добро да ја одржуваат телесната температура, а начинот на кој што тие најбргу се ладат е преку испарување од површината на телото. Бидејќи површината на телото кај бебињата е поголема од нивната телесна маса, тие со испарувањето оддаваат поголем дел од телесните течности, од водата и од електролитите, и поради тоа се посклони кон побрзо дехидрирање во зависност од поголемите возрастни групи на деца. Затоа во новороденечкиот период и кај доенчињата е посебно важно да успееме да одржиме една термонеутрална средина која што ќе биде во комфорт зоната на бебето, во која што бебето ќе се чувствува пријатно и нема да има потреба да со механизмите на ладење ја одржува температурата. Односно, нема да има преголемо испарување на течностите од телото. Бидејќи се склони кон вакви дехидратации од високи температури или од прегреаност, и со ладењето оддаваат дел од тие течности и електролити, потребно е кај нив во тие услови на зголемено испарување, односно оддавање на дел од телесната топлина, да имаме зголемен внес. Што значи бебињата што се на мајчино млеко, односно на доење, треба почесто да цицаат, да се ставаат на града и на тој начин да го регулираат внесот кој што треба да биде поголем во услови на поголеми температури на околината или на самото бебе. А оние кои што се хранат со формула, треба почесто да им понудуваме да пијат вода. Бебињата во принцип не сакаат многу да пијат вода, бидејќи водата не е блага. Тие се навикнати дека мајчиното млеко, па и формулата, има шекер и тоа е вкусно и е сладко за бебето. Но вода е здрава навика и треба да ги навикнуваме бебињата да пијат вода. Често прашање во нашите ординации е дали бебињата треба да пијат чај. Одговорот на тоа прашање е сепак чајчињата да се избегнуваат, да се примаат само во определени назначени услови, бидејќи тие исто така содржат шекери, а идејата ни е да пораснеме здрави индивидуи, кои што ќе имаат здрави прехранбени навики и кои што нема да ги запознаеме прерано со шекерите и нема да ги воведеме шекерите прерано. Така да водичка кај бебињата кои што се хранат со адаптирана исхрана и почесто доење кај бебињата кои што се хранат со мајчино млеко. Оние кои што се на мајчино млеко смеат да пијат вода? Секако. Да се понуди водичка пред честиот месец или не? Секако. Бебињата кои што се на мајчино млеко смеат да пијат вода. Водата не е штетна за никого. Водата е здрава навика. Но прашањето е дали бебињата имаат потреба да пијат вода. Бидејќи млекото е 90% вода, другите нутритивни елементи сочинуваат помалку од 10% од млекото. Бебето ја задоволува и жет и глад, чувство на жет и на глад со мајчиното млеко. Но секако, кога температурите во околината се високи, смее да се понуди вода на секое бебе.
таа да не биде во големи количини, бидејќи физички ќе го завземе капацитетот на желудникот во кој што треба да дојде млекото, а бебињата сепак растат од протеините во млекото. Така да вода смее да понудуваме, не во големи количини, иако бебињата нема ни толку многу да сакаат да ја пијат, водата не е штетна за никого, и за бебињата на мајчино млеко и за оние на формула. Но попотребна е кај бебињата кои што пијат адаптирана млечна формула. Истото се однесува ако бебето има зголемена телесна температура, ако е во некаков инфект. Исто и тогаш треба да понудиме поголема количина на вода, почесто доење, и кај овие бебиња да понудиме и електролити, бидејќи освен водата, при покачената телесна температура тие губат и електролити. И електролитите обично тешко ги примаат, и тоа е еден голем предизвик како на мало бебе да му се даде електролит. Завршуваат ли често тие бебиња во болница? Бебињата што се дехидрирани, да, ако добро не се појат, завршуваат во болница. Тоа е мал капацитет за одржување на телесните течности и електролитите. И затоа се сите овие препораки. Почесто да се дојат, да се дадат повеќе течности, да се даде вода, оние кои што се со температура или кои што имаат некаков губиток, например бебињата кои што повраќаат или оние кои што имаат чести течни столици, секако е препораката да се субституираат електролити, и тоа го правиме на начин на ги пробуваме сите видови електролити што ги има, ги мешаме со одредени намирници кои што би можеле малку да го променат вкусот на електролитите, ги даваме со шприц, ги ладиме електролитите па ги даваме, значи пробуваме различни опции и сите модалитети можности, за да може да го одржиме бебето во добра хидратација. Да не завршат во болница па да треба да правиме субституција со парентерална рехидратација со инфузија. А кога се високи температурите, дали бебето може да биде прошетано во количка надвор? Треба ли тогаш да се престојува само во просторија која што е климатизирана, или пак е прифатлива краткотрена прошетка на надвор и покрај тоа што температурите се високи? Така. Чести прашања во нашите амбуланти се сега што да се прави и како да се одржува температурата на домот. Постои еден страв на нашето подрачје, тоа е стравот со кој што веројатно се живее низ генерациите, а тоа е некому да не студи и некој да не е гладен. Значи, најважните работи на ова подрачје е да си добро затоплен и да си добро најаден. И тоа посебно акцент ќе ставам на бабите и на дедовците, тие секогаш се грижат бебињата да не им е ладно, да не им студи и дали се добро најадени. Така да тука правиме и одредени грешки. Ги претоплуваме бебињата, кои што потоа стануваат помалку активни, послабо се хранат, имаат ризик од претоплување, имаат ризик од топлотен удар. Препораките на Америчка академија за педиатрија се температурата во домот кај терминските новородени да се одржува околу 21 степен. Значи да се користи клима 21 уред до во домот. 23 степени, така да кога сега температурата на воздухот е висока, слободно проветрување на просториите. Прозор смее да се отвори, промаја не е штетно, тоа само на нашите простори е се уште задржано. Значи на сите ни годи свеж воздух кој што е чист, истото му годи на бебето, и секако климатизација на просториите. Не директно поставување на бебето под клима уредот, но индиректно разладување на просторијата, а потоа носење на бебето во таа просторија. И бебето и родителите ќе бидат поспокојни и посмирени и поздрави ако температурата на просторијата е пониска. Истото се однесува и за сонот на бебето. Бебето не треба да спие во многу загреана просторија. Секогаш спијат поздраво и со поконтинуиран сон, кој што од друга страна е важен за невролошкиот развој на бебето, доколку температурата на просторијата е пониска, дури и под 20 степен. Така да советуваме да просториите се убаво разладени, климатизирани, во една комфорт зона на бебето во кое што тоа ќе биде свежо и активно и убаво ќе функционира. Секако дозволуваме, мислам препораките се да тие се прошетат, иако е лето, иако температурите на воздухот се повисоки, но тоа да го правиме наутро, кога се уште температурата на воздухот не е толку висока, кога се уште UV индексот не е толку голем, па да треба да ги заштитуваме поинаку децата, наутро или попладне, во доцните попладневни часови, секако бебето треба да се прошета малку на чист воздух. Поубаво ќе спие, родителите можат надвор малку да се релаксираат, и сите работи ќе поминуваат полесно, и плачењето од коликите, и чувањето на бебето.
така да на сите ќе им прија малку престој надвор во начист воздух. Нови простори постои едно убедување дека бебето во првите 40 дена од раѓањето не треба да се изнесува надвор. Што велите? Не постои никакво медицинско оправдување за оваа традиција што постои на овие простори. Бебето смее да се изнесува надвор уште од самиот почеток, ако тоа се направи како што треба соодветно. Не треба да се носи во затворени простори во кои што ќе има гужва, во кои што ќе правиме ризик бебето да добие некаква инфекција. Не треба да го носиме во игротеки каде што има ризик од инфекции од други деца кои што посетуваат колективи. Бебето да биде соодветно облечено, да не биде претоплено, ниту пак да му студи. Но секако позицијата на бебето е исто така важна, значи кога прашуваат колку време ние смее да излеземе надвор да го прошетаме бебето, важно е да тие бидат во позиција во која што е правилна за бебето, во која што ќе нема некаков ризик. Што значи оние транспортери со кои што ги носиме бебињата до кола, до некаде, тоа е средство кое што служи само за транспорт на бебето. Не треба да го шетаме во таква позиција. Новороденчињата и раните доенчиња до вториот, третиот, па и почетокот на четвртиот месец, кога престојуваат надвор, кога се шетаат, треба да бидат во лежечка количка. Доколку позицијата на бебето е легнато, нарамно, бебето е безбедно да го шетаме подолго време, бидејќи позицијата во транспортерот прави една свиткана положба во која што не може убаво ниту да го мониторираме, а и тоа има одредени ризици, што значи може да престојуваат надвор, да бидат во лежечка количка, да не бидат во групи во кои што ќе им правиме ризик од инфекции и да бидат соодветно облечени. Кога родителите шетат мало бебе во количка надвор или пак во транспортер, тоа често се случува, ги покриваат количките со тетрапелен или пак со некоја друга тенка ткаенина, сметајќи дека на таков начин го заштитуваат од директно изложување на сонце, нема инсектите да влезат во количката и слично, но педиатрите велат никако. Зошто? Не знам зошто и од каде излезе тоа да последниве години бебињата се покриваат во количките и во транспортерите, тоа никогаш не постоело. Препораките околу покривањето се строги. Секако не треба да бидат покриени ниту со порозни материјали, ниту со нешто што мислат дека ќе биде прозирно и дека ќе се гледа бебето па ќе може да се мониторира. Не е само аспектот на мониторирање на бебето тој поради кој што не советуваме прекривање со ткаенини. Пред се, тоа треба да се избегнува бидејќи температурата во количката или во транспортерот, кога тој е покриен со одредена ткаенина, многу нагло се качува и тоа се качува и до 20 степени плюс, кога тие се покриени, ако подолго време се покриени. Што значи ризикот по бебето е прегревање, односно топлотен удар. Не е важно дали бебето е изложено само на директни сончеви зраци, од што најмногу се плашиме поради опекотините и поради ризиците понатака долгорочни по кожата, туку се плашиме и од претоплување и ризиците од топлотен удар. Кога бебето ќе го видиме дека забрзано дише, дека е зацрвенето, дека овцињата се црвени, дека е црвено на градите и кај вратчето, тоа значи дека веќе бебето страда од претоплување. Тогаш бебето треба да го однесеме во термонеутрална средина, да го разголиме, да го освежиме и да го разладиме. Значи, покривањето на количките на транспортерите не се препорачува, односно се препорачува никако да не се прави поради ризикот од претоплување на бебињата. Значи важно е да циркулира воздухот и дури кога надвор не е претопло, на ваков начин може се постигне многу висока температура во количката. Еве еден корисен совет за сите родители кои што ја практикувале оваа навика, секако ненамерна грешка правеле сакајќи да го заштитат своето бебе, всушност го доведувале во ризик неговото здравје. Би ве прашала и во однос на седиштата во автомобилите. Вела дека никако не смее бебето да се остави, бебето и воопшто дете не смее да се остави во затворен автомобил во седиште. Зошто е тоа така? Да. Слично на ова што го зборувавме, дека температурата многу нагло се зголемува кога нема циркулација, кога нема проветрување, кога не се менува воздухот, како што го зборувавме за количките и за транспортерите, тоа уште повеќе важи за автомобилите. Во автомобилот неколкукратно за кратко време се зголемува температурата и го изложуваме детето, па дури тоа не се однесува само на бебиња.
Бебето секако не смее да биде оставено во автомобил во кој што нема циркулација на воздух, во кој што тој не се проветрува, во кој што не се климатизира, но истото важи и за големите деца. Поради тој нагол скок на температурата во затворениот простор на автомобилот. Колку подолго време е тој автомобил исклучен, без климатизација и затворен, толку повеќе се зголемува температурата, некогаш и до 40 степени, над 40 степен. Така да тоа е опасно не само за бебињата кои што се термолабилни, туку и за поголемите деца. Постојат случаи на прегревање на 13-14 годишни деца кои се оставени во автомобил. А во автомобил дете не се остава во затворен автомобил никогаш. Мислам, тоа треба да биде строга препорака, не само од аспектот на прегревањето, кој што е, да речеме, најстрашната компликација, но и од други можни компликации и состојби, деца не се оставаат во автомобил, дури ни на претрчување да се земе нешто. Дури ни на кратко, на неколку минути. Да. Неколку пати до сега споменувате прегрејување. Дали можеме бебето да го прегрееме, доколку го облечеме повеќе слојно во текот на денот кога е топло? Да. Па и ноќта. Бебињата може да ги прегрееме и колку се тие млади во возраст, односно во текот на првиот месец, во текот на вториот месец, а уште повеќе тоа се однесува на бебињата кои што се предвреме родени, бидејќи кај нив терморегулациониот центар е уште понезрел во зависност од донесени термински бебиња. Бебињата се прегреваат, значи повеќе слоја на облека, кебенце, покриено, бебето покриено со кебенце, потоа се ставаат капи, се ставаат ракавици, се ставаат 2-3 пара чорапи во нашите услови и бебето се прегрева. Потоа ќе измериме, значи ќе ги видиме овие знаци на забрзано дишење, на поспаност, на црвенило на бебето. Некој родителите ќе измерат температура. Да, ќе измериме телесна температура, температура кај бебе се мери исто како кај другите деца, значи најправилен начин на мерење на температура кај бебето е со живин топломер под мишка. Оние што се дигитални уреди за мерење на температура, секогаш треба да ги земеме со резерва и тоа мерење да го провериме. Препораката е секогаш да се мери аксиларно под мишка. Значи тоа е златен стандард. Тоа е живин златен термометар стандард. под мишка. И за бебе и за големо дете златниот стандард е тоа. Ќе измериме покачена температура кај бебе, но при тоа треба да обрнеме внимание дали бебето е во повеќе слоја на облека, каква е таа облека, дали е покриено со дополнителна прикривка и да обрнеме внимание на тоа колкава е температурата на домот, бидејќи често бебињата се чуваат овде на 27 и на повисока температура 27 степени. И сите тие фактори заедно водат до тоа да бебето, бидејќи не може да се лади адекватно, бидејќи таа површина што ја има во првиот месец е покриена со облеки, со повеќе слоја, тоа се прегрева. Тогаш треба убаво да процениме дали таа покачена температура што ја мериме е резултат на претоплување на бебето или сепак се работи за некаква инфекција која што почнува, што значи бебето треба да го расоблечеме, да го разладиме, да го ставиме во чисти, суви, оладени облеки и потоа повторно да провериме колку е телесната температура и од тоа да понатака се ориентираме дали се работи за прегревање на бебето, претоплување или се работи за нешто што ќе води кон некаква инфекција и кое што треба да се проследи. А што е со носењето на бебето во раце или пак во оние носилки како што се кенгури, потоа има марами? Доколку на родителот во текот на денот му е топло, ја пренесува ли таа топлина и на бебето? Да. Родителот секако ја пренесува топлината на бебето, тоа е посебно важно за периодот на доењето. Мајките кои што се доилки, што дојат, во текот на доењето со допирот на бебето до кожата на мајката, температурата, топлината од мајката се пренесува на бебето и дополнително го загрева. Бебето во периодот на доењето и од самиот акт на цицање и на голтање се загрева самото од себе и кога тоа е дополнително облечено или покриено со уште некој слој, има услови да прават прегревање на бебето. И истото станува збор и кога ги држиме бебињата во раце, значи дел од нашата телесна топлина влијае на бебето и дополнително го загрева. И затоа не е многу препорачливо да постојано бебето ни е во раце
и да тоа е завиткано и покриено додека го држиме во раце. За бебето ќе биде попријатно да биде поставено во постела во која што ќе може да циркулира воздух околу него и да се разладува. Во однос на носењето на бебињата во кенгури, кенгурот сам по себе, топлината од родителот, плюс дополнително затоплувањето од материјалот на кенгурот во кој што го ставаме бебето, секако прави услови за дополнително загревање и во овие многу високи температури во лето, не е многу препорачливо да долго време бебето биде во кенгур. Секако тие сите направи, марами, кенгури, служат за да малку помогнат на родителите да кога не можат да го остават бебето, да можат нешто да завршат, нешто да спремат, да растворат млеко, да пресоблечат бебе. Секако дека од тој аспект се корисни за родителите, но треба да се избегнуваат во периодите кога е претопло, за да не направат дополнително загревање на бебето. Значи да се употребува, но зависно од температурата на просторијата и на воздухот, да тој престој во таков кенгур или во марама не биде многу долг, за да не го прегрееме. Вела дека не е лесно да се има летно бебе, од тоа што сега вие го наброевте, се потврдува дека е тоа во право. Да ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната емисија на телефонскиот број 3076-677. Доктор Наташа Најдановска-Луовска, специјалист по педиатрија, неонатолог во Аџибадем Систина, е гостинка во студиото на Телма во денешното издание на магазинот за родителство 0+ месеци. Разговараме за предизвиците со кои што родителите се соочуваат со грижата и негата на нивното бебе и воопшто на малите деца во текот на летните месеци, предстојни летни месеци кои што се проследени со високи температури. Понекогаш кај бебињата се јавува еден исип на кожата, кој што народно се нарекува вруќаници. Дали е тоа директно поврзано со претоплувањето? Да. Бебињата имаат нежна и осетлива кожа и таа кожа е склона кон појава на разни црвенила, иритации, сувила, така да бебињата често имаат нешто црвенко по кожата или некои суви или ушпести делови. Но кога тие се претоплени, прегријани, се појавуваат овие врукици кои што најчесто се должат на запнување на потните жлезди. И затоа кожата на тие места се зацрвенува, се малку отекува, значи се појавуваат едни промени кои што ќе се појават на едно место, па ќе се изгубат, па потоа ќе ги видиме на друго место, ќе се појават во зоните кои што се најизложени на потење, често ги има на грбчето, околу вратот, под капилициумот, под косичката на бебињата, не се ништо страшно. Секако, мислам, треба бебето да го разладиме во такви услови, треба да го искапеме, да не користиме некои јаки купки, средства за капење кои што дополнително може во тој момент да ја надразнат кожата. Секако дека тие препарати треба да бидат од оние за осетлива кожа за бебе и повеќе да се мие кожата, да биде чиста, да биде убаво утапкана, убаво исушена и најчесто тие поминуваат само со вакви обични мерки. Доколку црвенилото продолжи и понатаму, може да ги намачкаме со млеко за тело или со лосион за осетлива кожа, за атописка кожа. Тие само ќе ја хидрираат кожата, нема да ја замастат и нема да направат дополнително потенцирање на тој исип. Не се ништо страшно секако. А зголемен ли е ризикот за појава на пеленски исип, односно исип во пеленската регија? Видете, исипот во пеленската регија е нешто што го гледаме во сите сезони кај бебињата. Тој се јавува поради тоа што кожата во тој предел е повлажна поради тоа што често се мокри од мочкањето. Така да тој амонијакален дерматит, односно пеленски исип, е резултат на поголема изложеност на влага на кожата во тој дел. Тој пеленски дерматит го имаме во сите периоди од годината и препораките околу негата на бебето во пеленската регија се исти за секој период од годината, а тоа значи одржување на кожата чиста и сува во тој дел. Значи, често менување на пелените, често одмивање на тој дел, убаво сушење, утапкување, сега во лето и оставање малку да се исуши на собна температура убаво тој дел, а потоа мачкање обемно со крема која што е за пеленската регија, за да се спречи разранување и оштетување на кожата.
Тука ќе пуштиме еден блок реклами, ќе направиме една кратка пауза, веднаш потоа продолжуваме со денешниот разговор. Почитувани, останете на Телма. Продолжува магазинот за родителство. Денеска зборуваме со доцент доктор Наташа Најдановска-Алуловска, специјалист по педиатрија, неонатолог во Аџибадем Систина, за предизвиците кога летните температури се високи и здравието на бебето. Тука се раѓа уште една дилема. Докторке, дали со мало бебе би можело да се патува на летување? Препорачувате ли со бебе помало од 6 месеци да се поиде покрај море? Да, па видите, мислам, таа граница од 6 месеци е секако најпрепорачлива, но сепак и под таа возраст може да се поиде на летен одмор, на летување со бебе. Секако тоа ќе зависи од тоа каде патуваме и кое превозно средство ќе го одбереме. Начално, знаете, патувањето со бебе со авион би требало малку да го одложиме. Препораката е да патуваме со авион после вториот месец, бидејќи се уште не е завршена тимпанизација на средното уво и тоа патување може да предизвика вознемиреност кај бебето, бидејќи како што ние се качуваме на поголеми висини па осеќаме притисок во внатрешното уво, така и бебињата стануваат вознемирени кога се качуваат на поголеми притисоци. Веројатно слушнале гледачите дека бебе кога патува во авион, препораките се да смука цуцла или да пие нешто, да цица, да, за да може да се изедначи тој притисок во внатрешното уво. Кога станува збор за патување со автомобил, може би е попрепорачливо, бидејќи можеме самите да ја регулираме температурата на автомобилот за да не го претоплиме бебето. Секако препораката е, како и за поголемите деца, да се прават паузи во патувањето. На некои 2 часа. Не може предолго да се седи во транспортер? Бебето да не седи предолго во транспортер, бидејќи се претоплува, позицијата иста ќе направи проблем, треба да го пресоблечеме, треба да го нахраниме. Значи препораката е да се запре на 2 часа, да се направи една пауза, да се бебето пресоблече, да се нахрани, да се разлади, да се даде нешто друго ако е поголемо доенче. Повеќе течности во текот на патувањето, па потоа патувањето да се продолжи. Тоа е во врска со патувањето. Во однос на тоа дали и каде можеме да го однесеме бебето за летен одмор и на летување, препораката е секогаш да, кога ќе се бира место каде да се оди на одмор, да се внимава да условите во сместувачките капацитети бидат минимум такви какви што ги имаме дома. Што значи да обезбедиме да може да се регулира температурата на домот така како што ја регулираме кога сме дома, да може хигиената да биде на задоволително ниво, да може да имаме услови да подготвиме чисто храна за бебето да го искапеме, односно да му овозможиме се што има дома. Кога зборуваме за тоа дали бебето треба да го носиме на езеро или на море, за него е тоа сеедно, важно е да има убава клима и да им ги има овие услови на сместувањето каде што ќе може да ги обезбедиме сите негови потребштини. Во однос на тоа како треба да постапуваме со бебето кога ќе го однесеме на одмор? Да го носиме или на плажа? Да го носиме. Да, секако, мислам, препораките по стручните здруженија се дека бебе треба да капеме од кога веќе ќе може самостојно да ја држи главата, од кога ќе може веќе да подседнува, да го капеме во море или во езеро, но тоа е веќе после 4-тиот месец, нели, помеѓу 4-тиот и 6-тиот месец, но сепак исклучоци правиме во однос на тоа да малку го разладиме, да малку го освежиме внимателно. Секако тоа е во однос на морската вода. Треба да внимаваме да не е целото бебе потопено во вода, да не правиме нагли температурни шокови, да не го разладиме многу во топлите денови, исто така да не проголта повеќе од морската вода, бидејќи таа е солена и може да направи дисбаланс во организмот на бебето. Значи, сепак некакви отстапки во лесно разладување на бебето би можеле да дадеме од таа препорака да го капеме околу 5-тиот, 6-тиот месец, кога е доволно цврсто да ја подига и самостојно да ја држи главата исправено. Препораките за капењето на бебињата во домашните услови се сменија низ годиниве. Во почетокот препораката беше да бебињата ги капеме секој ден, но сега, со оглед на новите студии и испитувања за квалитетот на кожата на бебето, односно за
губењето на оној заштитен масен слој што кожата на бебето сама го произведува. Препораката за новородените е капење на втор ден. Секој втор ден? Секој втор ден. Некои тоа го прават еднаш во неделата, па дури еднаш до 2 пати во месецот. Грешат ли тие? Да. Препораките сепак се на втор ден или 2 пати неделно да се капе бебето. Немаме препорака за новородените капење еднаш месечно. Тоа е сепак подолг период. Овде имаме и други состојби кои што треба да ги испочитуваме, што значи негата на папчето, негата на пеленската регија, негата на прегибите. Така да таква препорака за капење на толку големи интервали како што е на месец не постои во ниедна од официјалните препораки на педиатриските здруженија. Но кога се високи температурите и кога бебето веќе не е во периодот на новороденче, веќе е во периодот на доенче и таа кожа има еден поцврст интегритет, веќе не е толку ранлива, осетлива на надворешните влијанија, тогаш препорачуваме и разладување и капење. Може и секој ден, но тогаш нема да употребуваме од толку често од препаратите за капење од купките, туку само чисто ќе го разладиме бебето и ќе го освежиме кога станува збор за високите температури. Патувањето со бебе на одмор е нова димензија. Родителите до тогаш навикнати дека одморот е одмор. Сега треба да се прилагодат на една сосема нова состојба. Треба да се обезбедат сите услови за бебето, па потоа да бидеме сите среќни и задоволни, бидејќи бебињата се кревки, ранливи и доколку некои од факторите за нивната нега не се задоволени, може да настапат компликации кои што ќе ни го искомплицираат и нас одморот. Што значи, кога планираме одмор со бебе, акцентот треба да биде ставен на обезбедување на сите услови за бебето, за да бебето биде релаксирано и здраво, па така ќе може и родителите малку да видат нешто од одморот, да се пододморат. И треба да бидат психички подготвени дека повеќе никогаш нема да биде одморот она што бил некогаш. Апсолутно. Да го вклучиме гледачот кој што очекува да постави прашање во денешната емисија. Добар ден за него. Добар ден. Добар ден, повелете. Младен Ставров од Струмица, се јавам. Сакам едно прашање до докторката. Повелете. Ја поздравувам емисијата. Благодарам. Само ќе ве замолам да го следите разговорот преку слушалката, а не преку телевизискиот приемник. Намалите го тонот на телевизорот и следите не преку слушалката. Добро, се оддалечувам. Така. Повелете, кој е вашето прашање? Прашањето ми беше од колку месеци треба да му се дава вода на бебето, на детето, например. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. На самиот почеток на емисијата беше разрешена оваа дилема, но еве за господинот уште еднаш накратко, докторке, можете да суплемирате. Многу често прашање од страна на родителите. Да, многу често прашање. Вака препораката за отпочнување на давање водичка е кога бебето е на адаптирана формула и веќе ќе наполни 4 месеци, па ќе почне да ја пробува и другата немлечна храна. Секогаш кога воведуваме немлечна храна, значи кога ги пробуваме зеленчуковите и овошните вкусови, понудуваме на бебињата да пијат вода. Не треба да ги учиме да пијат сок, тоа е нездрава навика, овошјето треба да го јадат како овошна кашичка, а треба да ги понудуваме со вода. Знаете, порано се употребуваше многу превриена водичка, која што потоа ја прецадувавме, па ја дававме на бебињата. Сега постојат флаширани бебешки водички, кои што се советува да се користат во помало пакување, значи во помал волумен, за да може да не ги загадуваме доколку се тие од голем волумен, и таа вода може да ја даваме непревриена на бебето. Значи, препораката е кога ќе почнеме дохрана со немлечна храна, веќе на бебето му треба да му додадеме вода. Водата не е штетна за ниту едно бебе, ниту за она што е на доење, ниту за тоа што е на адаптирана млечна формула. Немаат потреба од дополнителен внес на вода, бидејќи ја задоволуваат потребата за вода преку млекото, освен кога температурата на воздухот е над 30 степен, кога веќе и бебињата чувствуваат поголема жед, па треба да им понудиме екстра водичка. Што значи, ако се фатиме цврсто на препораката за во кој месец да ја дадеме водата за прв пат на бебињата, тоа ќе биде измеѓу 4-тиот и 6-тиот месец, кога ја почнуваме немлечната храна.
Бебето смее да пие вода, навикнете го бебето да пие вода, водата е здрава животна навик. Така, многу подобро од колку чајче, како што споменавте на Секако, и почетокот од на колку емисијата, сок. и сокчињата. Да. Светската здравствена организација вели сокчиња не во првите 12 месеци од животот на бебето, па дури и подоцна не се препорачува. Сок не е здрава навик. Дури во летните периоди да дури во избегнуваме? летните, да, Да им дури даваме во летните. на децата. Препораката е да пијат вода, да пијат електролити кога има потреба, да јадат овошје. Овошјето треба да се јаде во целост, бидејќи кога се цедат сокови, дел од пулпата на овошјето останува недадена, а всушност таа е таа што има најголема нутритивна вредност. Затоа треба да ги навикнуваме да го јадат овошјето, прво во форма на каша, а потоа да јадат парченца овошје. Ке се задржиме уште малку на летните одмори и престојот на плажа. Смее ли да се нанесе крем со заштитен фактор на кожата кај бебе? Тоа е исто така многу често прашање. Кога ќе ги отворите препораките на здруженијата, тие викаат креми со заштитен фактор, смее кај бебињата, некои препораки од 4-тиот, некои препораки од 6-тиот месец, но се поставува прашањето што ќе правиме со помалите бебиња кога ги изложуваме на сонце. Рековме дека најпрво треба да внимаваме да тие бидат изложени на сонце само кога сончевите зраци се коси, односно во предпладневните, раните предпладневни часови досна попладнето, и да таа изложеност на бебето на сонце не биде во големи временски интервали, да тоа бидат кратки интервали на навикнување. Сепак таа бебешка кожа е многу нежна и многу осетлива и препораката е да и помалите деца ги намачкаме со тенок слој на заштитен на средство со заштитен фактор. Колку е поголем заштитниот фактор во средството за нега на кожата во летните месеци, толку заштитата е подолготрајна. Значи, често се поставува прашањето што значи тоа 50 заштитен фактор. Тоа значи дека детето е заштитено во следните 50 на минути од УВ зрачењето А и Б. Тоа не значи дека ако ставиме 50 заштитен фактор, детето е заштитено за цел ден. Истото важи и за возрастните. Што значи тој слој што сме го ставиле има дејство во следните 50 на минути и тоа повторно треба да го повториме на истекот на тоа време. Постојат козметички препарати со заштитни фактори за заштита од УВА и УВБ зраците кои што се хипоалергени, кои што се од медицинските колекции за осетлива бебешка кожа. Така да препораката е да се користат такви хипоалергени формули кои што имаат висок заштитен фактор и тоа да се повторува неколку пати. Да внимаваме дали имаат минерални физички филтри или пак хемиски, дали е тоа важно, бидејќи физичките нели ги одбиваат светлосните зраци како гледало, велат не се впиваат во кожата. Така. Сега на пазарот има разни видови на препарати за осетлива кожа. Тоа што јас би сакала да потенцирам е честото мачкање и тоа дека треба да бидат хипоалергени, бидејќи често после нив имаме разранета кожа, кожа која што ќе прави сувила, кожа која што ќе прави исипи, па после тоа се вртиме во круг додека кожата да се врати во една нормала. И тоа што исто така е важно за да ги заштитиме бебињата од штетното зрачење е облеката, типот на облеката во која што ќе го изложиме бебето. Мислам, кога го носиме надвор на прошетки или кога го носиме на плажа, а се уште е облечено. Што препорачувате? Како да биде облечено? Препораките се да биде облечено во бели ткаенини, кои што ќе бидат од природни материјали, кои што ќе содржат лен, кои што ќе содржат памук, кои што ќе бидат широки, на ниедно место нема да го стегаат бебето, значи нешто што ќе биде комотно, од природен материјал и бело. Секако треба да има капче, кое што ќе го заштити главчето од сонце, убава заштита прават и сламените шеширчиња и памучните, светла боја на капчиња или шеширчиња за на плажа. Така, а советувате ли родителите да понесат со себе пробиотик на дестинацијата на која што ќе патуват и веднаш превентивно да се даде? Да. Вака сега, пробиотиците се повеќе испитувана група, која што, знаете колку веќе пробиотици има на пазарот, има различни соеви на пробиотици, има различна концентрација на пробиотик по препарат, тие се употребуваат за различни состојби. Знаеме дека цревниот микробиом содржи многу
бактерии и повеќе бактерии отколку клетките на кожата. Значи, тие цревни бактерии се исклучително важни. Освен цревниот микробиом, ние имаме бактерии на сите други места во кожата и во слузниците. И употребата на пробиотиците е многу важна. Сега видовме и со актуелната ковид инфекција колку беше важно употреба на пробиотик и употреба на D-витамини. Се повеќе студии одат во тоа да во секој инфект треба да даваме и пробиотик и витамин D3, за да тој инфект биде што е можно помалку изразен, со поблаги симптоми и да трае пократко. Употребата на пробиотиците е важна уште од најраната возраст за формирање на нормален цревен микробиом. И кај бебињата кои што се доени, и кај бебињата кои што се на мајчино млеко, и кај поголемите возрастни групи на деца. Така да секогаш е препораката да уште од најраната возраст се почне со пробиотик, за да во цревниот микробиом преовладуваат нормалните, добрите бактерии, да не се тие цревото разремети и да не се населат патогените бактерии. Секогаш кога ја менуваме средината, дури и за возрастните, знаете, постојат посебни видови на диареи, патувачка патувачки диареи, да. И знаете дека и ние кога патуваме може да имаме определено проблем со стомакот. Проблеми. Така да секако тоа е уште поважно кај децата, бидејќи тие се уште поосетливи на сите микроорганизми од средината и од водата. Препораката е секогаш кога патуваме да носиме пробиотик, секако изборот на пробиотикот за децата е важен. Пробиотик кој што ќе биде на вкус прифатлив за детето и кој што ќе ги содржи тие микроорганизми кои што ни се потребни кога патуваме. И да, препораката е да дадеме превентивно пробиотик. Тој може само да користи и за заштита од патогените микроорганизми од средината и од водата, и од заштита од алергиски реакции. Нели, пробиотиците имаат улога и во имуниот систем во заштита од алергиски реакции кај децата. Секако да, и за бебе, и за поголемо дете, препораката па и за возрастните, е да се почне пробиотик превентивно кога се менува животната средина. А што да спакуваме во мобилната аптека? Сите ние патуваме со еден несесер со некои лекови кои што се неопходни при некои настинки или пак болести што ќе се случат кај децата во тој период. За не де Боже, што би се рекло. Освен еве пробиотик што го назначуваме како нешто што ќе го дадеме и превентивно, а секако ќе го дадеме или истиот или друг вид на пробиотик или во друга доза кога бебето има чести течни столици, кога ќе ја промени средината, односно кога има диареја или има гастроентероколит или има повраќање, значи пробиотикот го кажуваме како прва линија. Секако треба да имаме при рака електролитен раствор, бидејќи електролитите се тоа што ќе одржи нормалната хомеостаза на течности во организмот. Електролитни раствори во зависност од возраста на детето и во зависност од тоа што би можеле да дадеме како вкус. Знаете, има готови препарати кои што се како сокчиња, кои што се приемливи за доенчињата, има препарати кои што се раствараат, кои што се со различен вкус. Значи, електролитен раствор секако да се носи при патување. Кога сме кај ова цревна симптоматологија, би можела да кажам некој адсорбенс дека е пожелно да носиме, како што е, например, смекта, како што е, например, активниот јаглен. Тоа е секако за малце активниот јаглен за поголемата возрастна група, но смектата е еден адсорбенс кој што адсорбира се што е штетно во цревото, и водата, и токсини, и различни видови на бактерии, се што ќе го надразни цревото на поголема секреција. Значи, тоа се кесички во прав кои што ги носиме и ги даваме кога имаме некаква цревна симптоматологија, кога имаме зачестени столици. Тоа е тоа што треба да носиме околу дигестивната компонента со цревцето. Секако треба да имаме некаков антипиретик, треба да носиме парацетамолски препарат или препарати на бруфен. Попожелно е да ги носиме во форма на сируп, отколку во форма на чепче. Чепчињата треба да бидат избегнувани, би се согласиле на нивна употреба само доколку не можеме преку уста да дадеме антипиретик,
во услови кога детето интензивно повраќа, тогаш ќе го искористиме и тој пат на апликација, но тој не е пожелен пат, бидејќи прави брз пат на температурата на детето, а брзите нагли промени на температурата, качување или симнување на температура, прават подлога да може би детето направи грчеви од температура, затоа е попожелен оралниот пат на давање на антипиретици. Значи, препораката е да носиме парацетамолски и бруфенски тип на антипиретик во форма на сирупче, и кога имаме покачена телесна температура, од кога ќе се увериме дека не станува збор за претоплување на детето, прво ќе го разладиме, ќе го освежиме, ќе го истушираме, ќе го ставиме во една затемнета, оладена просторија, ќе дадеме доволно течности и потоа повторно после пола час или после 1 час ќе ја премериме температурата на детето, и доколку се уште станува збор за покачена температура, ќе дадеме парацетамолски или бруфенски препарат за да ја спуштиме температурата, а потоа ќе консултираме педијатар. Тоа е во однос на телесната температура. Алергии се следно чест проблем во текот на летувањата, кој што би требало нешто да понесеме со себе кога одиме на патување. Најпрепорачливо е да носиме нешто за локална употреба, да носиме антихистаминска маст, која што локално ќе го смири чешањето, ќе го смири црвенилото. Има убоди од инсекти кои што се чести во лето, па и изгореници. Од комарци, па потоа отоци. Затоа е пожелно да имаме некаква антихистаминска маст во себе, која што локално ќе делува, бидејќи сепак антихистаминските таблетки или сирупи не би требало да ги употребуваме на своја рака, доколку претходно немаме дијагностицирана состојба и немаме препорака од лекар како тоа би требало да го употребиме. Антихистаминско сирупче е добро, нека имаме во аптеката за секој случај, но секако да го консултираме својот матичен лекар во која доза и во кои услови и дали воопшто тоа да се почне, Во секој случај на алергија треба да правиме една хиперхидрација, односно детето треба да прима зголемен внес на течности кои што ќе бидат хипоалергени, со кои што ќе се обидеме да исплавиме од организмот тоа што како алерген ја направило дразбата. Потоа чести се повреди, би требало да носиме нешто во аптеката кое што ќе ни помогне да ја дезинфикуваме повредата локално. Значи некој локален антисептик, кој што или алкохолен раствор или антисептик кој што ќе ја дезинфикува промената локално, и некоја, да речеме, антибактериска маст која што на локалните црвенила на местата на повреди, децата гажат ежови, па имаме цела петичка полна со боцки од теж, па има разни повреди од плажите, од играњето, тоа секако не за бебе, за поголемите возрастни групи, и често може да имаме некакво црвенило, иритација, воспаление локално, па е пожелно да имаме и некаква антибиотска маст со нас. Оние деца кај кои што се веќе дијагностицирани некакви обструкции, тие некогаш патуваат и со инхалатор, така да спрече за чистење нос, назален деконгестив кај поголемите деца, нешто што ќе го одзатне бебето, па ќе може да спие по-лесно, ќе му ја намали притисокот кон увото, значи средства за чистење на носот би препорачала да има секогаш со нас, и оние кои што прават чести обструкции да не тргаат без инхалаторот и лековите. Имаме гледач кој што се надевам се уште е на линија. Добар ден за него. Добар ден. Повелете. Поздрав до емисијата и до докторката. Благодарам. Би сакала да поставам прашање во однос на пробиотиците. Колку временски може да се дава кај бебе, во смисла непрекинато давање на бебето на пробиотици? Ви благодарам. Ви благодарам и вам за поставеното прашање. Пробиотиците може да се даваат континуирано долг период, секако треба да се види дали е тоа пробиотик кој што е наменет за давање на бебиња. Рековме дека пробиотици има сега многу видови и дека концентрацијата на живи бактерии по пробиотик е различна во секој препарат, но постојат препарати кои што се наменети за цревната флора на бебињата и тие препарати може да се даваат со месеци без да се прекинуваат. Апелот е да се провери дали е тој пробиотик оној што вистина треба да се даде кај бебето. И моето последно прашање за денеска, постои едно убедување дека во текот на летните месеци малите деца не би требало да пијат ладна вода, ладен ни сокови, ладен чај, бидејќи ќе ги боли грлото. Дури некои родители велат кога е многу топло немој да јадеш ни сладолед. Има ли вистина во ова? Па начелно нема. Препораките се да се консумираат
подоладени течности, сега мислам не зборуваме за замрзнати, него зборуваме за подоладени, бидејќи децата на тој начин подобро ќе се хидрираат со поладни течности и ќе се одржува нормална температурата на телото. Секако препораката е да јадат сладолед. Има моменти во кои што и сладоледот и ладните напитоци се многу препорачливи, а тоа е секоја патологија која што ја има на слузокожата во устата и за гнојни ангини, за разни видови на афти, за сите тие промени кои што прават болка во устата, во кои што имаме ограничен внес на течности, во кои што одредени течности како цитрусни овошја, цитрусни течности ќе прават иритација, ќе прават печење и болка дополнително во устата. Препораката е ладни напитоци и сладолед. Значи за сите автозни промени, за сите ангини, за сите болки во грлото, кога ни е отежнат внесот на течности, препораката е да се внесува и сладолед и ладни течности и напитоци. Значи нешто нема да направи проблем, туку може и да помогне. Знаете како мислам тоа со ладните течности и ладните напитоци и болката во грлото, тоа оправдување до некаде за намалување на локалниот имунитет на слузокожата таму, но кога станува збор за високи температури надвор и за ограничен внес на течности на било кој друг начин, секако е препораката да се дадат и ладни напитоци и да се даде и сладолед. Да, вистина денес имавме долг термин, но има и уште прашања кои што би можеле да бидат одговорени. Еве, некоја наредна прилика, доктор, ќе ве очекувам повторно во студиото на Телма. Благодарам. Благодарам за можноста вака малку да си поразговараме за некои работи кои што можеби ќе им бидат корисни на родителите во текот на летото. Секако, предстојат летните одмори, така што денеска на вистина многу корисни совети добивме како родители. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето во 0+ месеци. Ви благодарам за поканата. Почитувани, тука го заокружуваме магазинот за родителство. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и денеска. Имете убав ден. Пријатно.